да продолжиме со темата која почнавме од минатата недела. Како што кажав пред почетокот на наславењето, кажав дека ја почнавме темата која се вика духовно наследство. Често пати збориме за наследство, посебно за наследство можат лекција да им држат нотарите, да отидат да прашат некој нотар ќе ви кажат какви се сделки се прават на лице место, на кој како се припишуваат, тука кавги има, страшни работи има. И тоа нотар може да ви го каже колку значи наследството. А ние денес збориме за духовното наследство. Зборува за пророкот Илија. Пророкот Илија се појавува во Стариот Завет крајно непокането. Во една ужасна ситуација каде што Израел во страшно отпадништво. Одеднаш се појавува Илија и ги носи тие радосни зборови во наводници и вика суша 3 години. Точка. Ужас, ужас сте. Суша 3 години, ќе видите кој е Бог. Ќе видите кој е Јахве сега. Сакате да си играте со него? Сакате да си играте лево-десно? 3 години суша. Илија се појавува во една таква ситуација. Почнувајќи од неговото име, неговата мисија, па дури неговата смрт, ако може да се нарече смрт, Илија е маркантна личност, едноставно не секојдневна личност, и неговото наследство не завршува со неговата смрт, туку продолжа далеку после него. Неговото име значи Јахве е мојот Бог. И како што кажав минатиот пат, често пати имињата во Стариот Завет значат нешто. Имат некакво значење, некаква дури порака од Бог. Ако Илија имаше потреба неговото име да биде Јахве е мојот Бог, тогаш од прва рака покажува каков бил проблемот во тогашно време. Јахве не бил Бог на израелците. Те ставили некој друг Бог. Или има потреба тоа да го нагласи. Јахве е мојот Бог. Неговата мисија, речи си, цело време е сам против сите. И станува, или станува како прототип за пророците кои подосна следат. Тие го следат неговиот пример. Неговата смрт, што да кажам за неговата смрт? Огнени кочии. Вау! Плаштот на Илија падна врз неговиот наследник пророк. Ништо околу Илија не е обично. Последните 2 стиха од Стариот Завет, видите до кај оди неговото наследство. Последните 2 стиха во Стариот Завет го најавуваат времето пред да дојде Месијата, кој ќе биде најавено, тоа време ќе биде најавено од човек кој го носи духот на Илија. За време на планината на преобразување, кој стоја до Исус? Исус видна тројца апостоли да бидат со него на молитва и додека тие се молеа, додека се молеа, заспаат тие таму апостолите, се будат и што да видат? Гледат Исус во својата слава и до него стојат Мојсей, како оној кој е синоним на законот, заветот кој Господ го склучил со Израел, и Илија, кој е представник на пророците, на Божите гласници, кои го носат неговото име. За Израел, но и за нас денес наследството на Илија е многу важно. И уште една важна работа. Исус додека виси на крстот, уште еднаш да видиме до каде оди наследството на Илија. Додека Исус висеше на крстот, едно од последните имиња кои Исус ги слуша во негово присуство е името на Илија. Кое Исус викаше Или лама савахтани, тоа значи Господи, Господи, зошто си ме оставил? Луѓето мислеа дека го повикува Илија да го спаси. Дека чекајте, не правите ништо да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. Тоа е едно од последните имиња кои Исус ги слуша додека виси на крстот. Наследството на Илија е многу важно. Храброста на пророчката мисија и верноста кон Бог наспроти се може јасно да се видат како се отсликуваат во животот на пророкот Илија. Тоа е наследството кое Илија го остава, го најава, покажува према Божиот наследник, неуморно, наспроти сите. Илија е еден патокас кој покажува према Бог, без разлика на околностите, без разлика на цената која треба да се плати. Ако нешто учиме од тоа наследство, нека биде тоа, таа посветеност. Да кажеме храбро, Јахве е мојот Бог. Во Македонија денес, според црковниот календар, денес е денот на Охридските светители. Јас тука за поклон еднаш добив една таква рамка, убава. Тоа е
Климент Охридски, и затоа го стави тука, затоа што темата, денешната тема на проповед е поврзана со него во голем дел. Иначе, Македонија, Охрид поточно, во 9 век од нашата ера, не бил толку досадно место за живење. Се случувале нешта. Во 9 век тука некаде, Охрид, Македонија, тој регион тука бил многу интересно место за живење. Се случувале некои нови работи се случуваат. Прво имаме селидба, словените доаѓаат тука, се населуваат, па држ не да е каша попора се случува, се миксаат народи тука, кој знае што се случува. И некаде во 9 век се јавува една посебна потреба. Има народи кои не се христијани, кои поминуваат за Христос. Има народи чиј јазик нема преведено ништо од Библијата. Како што кажав, некаде на почетокот од 9 век се почнува со во Солун се родени браќата Кирил и Методи. Тие браќа се одговорни за мисијата која во буквална смисла на зборот го менува светот. Нивната мисија ќе опфати 7 големи географски региони, преводот на Библијата и генерација ученици која ќе завршат работата која тие отпочнале. Меѓу нивните ученици се Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари. Тие се 5 познати ученици кои тие ги имаат, кои ги влечкаат со себе. И читав малце за нив. Кирил и Методи, нивното дело го прославуваат буквално од Грција до север Русија, значи сега Чешка знам дека ги слават Кирил и Методи секаде. Рим го слави Кирил и Методи, значи тие луѓе кои оставиле неверојатна трага во тоа време кога дејствувале. Климент во Охрид, ово што е тука на сликата, го отвара универзитетот, кој според записите од тогашно време, за време на 7 години од неговата служба таму од тој универзитет, обучил околу 3500 студенти да читаат, да пишуваат старословенски и да го проповедаат евангелијата во тој целиот регион на старословенски. Знаете ли каков потфат е тоа? Прво ајде да почнем од почеток. Наследството кое тие луѓе го оставиле за нас е оддалечено од прилика 1200 години. И е наследство со кое ние можеме да се гордееме, но природата на тоа наследство е таква што тоа наследство нема да има никаква важност за нас. Доколку заложбите на тие силни и одлучни луѓе не станат суштински дел од нас, како наследници на тоа наследство. Наследството кое го наследуваме во тие луѓе има смисла, има значење, само ако суштината на тоа наследство се отелотвори во нас. Инако немаме никаков дел од тоа наследство. Апсолутно никаков. Можеме да имаме 100 имендени во годината на нивно име, може да имаме 200 празника во годината со нивното име, тоа наследство нема да е наше, ако суштински не стане дел од нас. Наследството на охридските светители е многу повеќе од именден засеќавање или слава организирање во нивна чест. Читајќи дел од нивните записи, можам да ја приметам нивната посветеност на мисијата на црквата. Нивната желба христоликоста да стане дел од секој човек кој живее на овој регион. Сите да станат христолики. Тоа е нивната проповед. Затоа прават некои важни работи. Нивната борба била едноставно пораката на Евангелието да дојде до луѓето по секоја цена. Од тука нивната служба ќе вклучува превод на Библијата, отварање едукативни центри и мисија. Ќе повторам кој е нивното духовно наследство за нас. 3 нешта. Преводот на Божиот збор, учеништво и образование и мисија. Тоа се 3 наследства кои можеме да ги добиеме преку тие охридски светители. Додека размислил во контекстот на нивната мисија, нештата за кои тие силно се заложија може да ги видам и кај Исус.
посебно во еден чуден момент од животот на Исус. Има еден момент кога Исус се крштева и таму се вели дека Божиот дух го однесе во пустината. Исус таму помина 40 дена и 40 ноќи. Таму Исус помина некое време. Таму беше Исус искушуван од Сатаната. Верувам дека сите не сме били искушувани од Сатаната, но верувам дека тоа искушение кој Исус го имал во тој момент било малку посебно. Сатаната екстра се понудил, се потрудил малце да го искушува Исус на еден посебен начин, затоа што ја знае цената, ја знае вредноста на Исус. Јас денес ќе ја прочитам овој текст и врз база на овој текст ќе видиме кои се трите нешта кои Исус ги користи во одбраната на тие искушенија, а се составен дел од наследството кое нашите охридски светители го оставаат за нас. Ќе читам од Матеј, 4 глава, 1 до 11 стих. Вели вака: Тогаш Духот го одведе Исус во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. А кога се приближи до него, искушувачот му рече: А ако си син Божи, заповедај овие камења да станат лебови. А тој му одговори и рече: Напишано е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на стрејата од храмот и му рече: А ако си син Божи, скокни долу, зашто напишано е, на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на рацете ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен. А Исус му рече: Напишано е исто така, не искушувај го Господ твојот Бог. Потоа ѓаволот го однесе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: Сето ова ќе ти го дадам, ако паднеш и ми се поклониш. Но Исус му рече: Бегај од мене, Сатано, зашто е напишано: На Господ твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служаа. Амин. Првото искушение. Првото искушение со кое се соочи Исус беше следното: Заповедај на овие камења да станат лебови. Можеше ли Исус тоа да го направи? Од тоа што можеме да го видиме што Исус се направи во мисијата, можеме да заклучиме дека тоа за него било мала шала. Но Исус одговори нешто: Човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од Божјата уста. Првото нешто што го направија Кирил и Методи во својата служба беше да измислат азбука, глаголица, за да можат на словените да им дадат едно единствено нешто. Единствената причина зашто беше измислена таа глаголица, таа азбука, служеше единствено за да се преведе Библијата на тој јазик. Вау! Колкав напор треба да вложи човек да измисли азбука во својот животен век, да ја преведе Библијата, да ја чита Библијата, да ја знае толку многу добро, да го знае изворниот јазик грчки толку многу добро, што ќе може да ја преведе на новиот јазик кој треба да се чита Библијата. Каков потфат е тоа? Првото нешто што овие двајца Кирил и Методи го направија, да ја преведат Библијата на словенски јазик. Бидејќи тие знае една работа. Тие знае дека човек не живее само од леб. Човек живее од секој збор кој излегува од Божјата уста. Историски се вели дека Кирил и Методи успеле да го преведат Новиот Завет и псалмите на говорниот јазик на словените, а додека нивните ученици, ги спомнав порано, го завршиле делото до крај.
Од нивните заложби јасно може да се види дека тие многу ги разбрале овие зборови кои Исус ги кажал на Сотоната. Човекот без Божиот збор е изгладнето битие. Изгладнето битие. Тоа можеби човекот не го знае се додека не дојде до средба со Бога. Кога ќе дојдеш до средба со Бога, кога прв пат ќе се изложиш на Божиот збор, кога твојот дух прв пат ќе се зарадува на таа духовна храна која Господовиот збор ја дава, од тој момент човекот почнува свесно да гладува. До тој момент човекот несвесно гладува. Гладува за збор кој ништо друго не може да го даде, освен Божиот збор. Човекот не е само тело, за да може да се ограничи и да го храни само телото и да го занемари духот во себе. Вие неколку недели слушам доста подкасти и многу од тие подкасти се посветени на коронавирусот и на како ние сега треба да се однесуваме, што да правиме, како да се заштитиме, како да се однесуваме, не за да се заштитиме, како да се однесуваме сега во време. Ми текнува на, ако сте ја гледале серијата How I Met Your Mother, кога се договорија Маршал, еден од ликовите таму, да глуми нешто и сега он глуми дека не знае да глуми и прв пат се соочува со глума и вика не знам што да правам со рацете се, со јазикот што да правам, појма неа. Стануваш свесен за се што правиш. Така и сега во корона кризата во тоа време. Не знаеш што да правиш, не знаеш како да се поздравуваш, не знаеш како да, дури не знаеш ни како да збориш, кај да седиш, што да правиш, кај да одиш, дали е безбедно, дали не е безбедно. Слушаш разни гласови од страна, па теории на заговор, не знаеш што да правиш. Јас се едуцирам и слушам многу за тоа што збора да кажеме експертите. И по тоа прашање слушав еден подкаст од двајца филозофи за ова време. Како да се однесуваме, што да очекуваме и како да ги градиме односите. Двајцата филозофи го водеа муабетот и се разговараше за многу нешта, почнувајќи од економските предизвици, затоа што тоа кошта. Да се ограничиш, да изолираш све живот, тоа кошта, економијата кошта, значи последици ќе има понатака. До тоа колку чини човечкиот живот и дали вреди сиот овој напор да се спаси уште еден човечки живот. Па кој човечки живот? Дали вреди да се спаси младиот човечки живот или стариот човечки живот? Тие се филозофи, нема емоции во тој разговор. Разговараат за економската вредност. Интересно беше прашањето на водителот кој го поставил подкастот, иначе водителот е Мирослав Волф, еден многу познат теолог од наши простори. Мора да се пофалам дека го познавам лично, тоест како дете си играв со него во Осијет додека моите студира. И тој е сега моментално на Јел, еден од светски познатите теолози. Тој даде еден интересен пример за негов пријател кој е во поодминати години, вика мојот пријател, кој е во поодминати години, значи не може да придонесува во општеството, може само да зима. Тој се разболи од корона и требаше да се лекува. Експертите пресметале за еден ден толку се плаќаа, толку ја чини економијата државата. Толку кошта. И тој пресметал дека за тоа време додека неговиот пријател, стар пријател, лежал во болницата, потрошени биле околу $1,000,000. И тој човек го прашава филозофот дека вреди ли животот на мојот пријател $1,000,000? Вреди ли да се спаси тој човечки живот? Вика, дали мојот пријател требаше да умре? Ќе го убиеш ли мојот пријател? Така му поставува едно прашање. Одговорот на професорот, од друга страна, откри дека поставеното прашање е погрешното прашање, бидејќи ние тргнуваме, христијаните, тргнуваме со една предпоставка. А нашата предпоставка дека човекот нема вредност, тој е бесценет. Така да колку и вредност да му ставиш човечкиот живот, ја намалува неговата вредност. Без разлика дали тоа е $50, $1,000,000, $50 милиарди. Моментот кога ќе ставиш некаква вредност на човечкиот живот, ја намалува неговата вредност во суштина. Човекот сега да каже, тоа е погрешно прашање се постави од самиот почеток, бидејќи ние веруваме дека човекот е бесценет. Не се работи за цена. Човекот е бесценет. Но тој го насочи разговорот во една друга, многу поважна насока. Тоа што тој постави прашање, а што го сочинува човечкиот живот? Од што е составен човечкиот живот?
Значи, човечкиот живот е бесценет. Но од што е сочинет човечкиот живот? Ако човекот е само тело, тогаш нашите најголеми напори треба да бидат да се чува телото по секоја цена, по секоја цена. Но што правиме со она што човекот го прави човек? Голем дел од човекот кој не се гледа. Она внатрешното кој копне и по други нешта, не само по храна. Што правиме со тој дел од човекот, од човечкиот живот? Бидејќи и тоа е составен дел од човекот, така ли е? И навистина е така. Човекот не копне и не е жеден само за лек. Околу нас можеме да видиме совршено нахранети луѓе, но прегладнети за нешта кои од длабочината бараат да бидат наситени. И често пати човекот кој е совршено нахранет трпа во себе други нешта, задоволства, слава, многу работи ќе додаде на својот совршено на изглед телесен живот. Но човекот не е наситен. Има нешто кое бара да биде задоволено во него, длабоко внатре во него, кое не е наситно. Со ништо, ни со парите, ни со задоволствата, ни со ништо не се наситува. Сите тие се важни за внатрешниот човек. Но гладта за Божиот збор, кој дава живот, не може да се насити со ништо друго, освен со Божиот збор. Човекот не живее само од леб, туку живее од секој збор кој излегува од Божјата уста. Од тоа живее човекот. Сега завршив една книга која е напишана од еден познат пастор, сега Юджин Питерсон. Ако ја преведам, тоест преводот на насловот, една реченица од Ниче, тој ја превзема таа реченица од Ниче и нормално и дава еден посебен твист кој Ниче не го ни предвидел. Буквалниот превод на насловот гласи вака: долгорочна послушност во иста насока. Тоа е насловот на книгата. Во епилогот на јубилејното 20 годишно издание, кое јас го поседувам, пасторот Юджин Питерсон пишува една рефлексија за книгата која е напишал пред 20 години, неговата мисла, дали се променила, дали има некакви промени во неговите ставови, неговиот поглед на денешницата и колку веродостојна и колку компетентна е книгата за времето во кое ние живееме. Тој да пише една кратка рефлексија и зборува токму за долгорочната послушност во иста насока. Може би најдобро од било која друга реченица овој наслов го опишува христијанскиот живот. Начин на кој се раѓа христијанскиот идентитет и живот во човекот, како што вели Питерсон, е посветеноста и постојаноста во читањето на Божиот збор и молитвата. Тука се раѓа и од тука расте христијанскиот живот. Читањето на Божиот збор, молитвата и постојаноста во таа дисциплина. Тој вели дека читањето и молитва се толку суштински што после некое време тоа и помеѓу читање и молитва, тоа и помеѓу нив го снемува. Тој процес на читање и молитва станува молитвено читање. Станува една фузија помеѓу тие две нешта, во кои ти се толку вкоренен во тоа читање што самото читање произведува молитва внатре во тебе. Тоа е целата поента. Тоа молитвено читање за нас значи живот. Читањето и молитвата не се некоја невозможна работа, ќе си кажеш добро, читање и молитва не е некоја невозможна работа. Но клучот е во тоа дека таа дисциплина бара долгорочна посветеност за да се случи таа фузија и да стане молитвено читање. Обидете се да видите колку е тешко, понекогаш сувопарно, кој ќе го искусите читањето на Божиот збор. Колку е тешко тоа да се прави секој ден. Секој ден да поминиш време во читање на Божиот збор и во молитва. Юджин дава препорака дека таквото читање се остварува кога ќе се пристапи на 4 начини. Бавно, прво, второ, со имагинација, трето, преку молитва и четврто, во послушност. Читањето на Божиот збор
за да ни даде живот, да живееме од Божјиот збор, му пристапуваме со тие 4 нешта. Таквото читање на Божјиот збор може да се забележи низ сите генерации на христијаните кои живееле и кои читале Библијата. Денес во главном читањето на Божјиот збор за нас е брзо, затоа што мора да се вметне некаде во календарот или на распоредот. Имаме 15 минути. Так, брзо читање. Читањето на Божјиот збор во денешно време е информативно. Да научиш нешто за да примениш. Тоа е целата поента. Сакаш да примениш одма. Практично да биде. Читаме за да видиме што ќе научиме сега, што може да се примени и тоа веднаш. Нашето читање е информативно. Но Божјиот збор не повикува да пристапиме пред се бавно да го читаме. Ќе ви кажам и зошто. Светот откриен во Библијата, во Божјиот збор, е Божјиот свет. Не е нашиот свет, е Божјиот свет. И тој свет е многу поголем, многу поширок од нашиот свет. Многу поголем свет е тој во Библијата отколку нашиот свет. Пристапувајќи брзо на Божјиот збор, ние сме во голема опасност да испуштиме многу од тоа што Бог го комуницира за неговиот свет. Едноставно навикнати сме на нашиот свет таков како што е, укочен, вкоченет во гревот, во опасности, во неправди. И славата на Божјиот свет може за нас во прва, ако на брзинка му пристапиме, може да биде сега само како еден блиц во една многу светла соба. Ти треба малку време да се навикнеш на таа светлина, за да можеш да гледаш чисто. Божјата слава која е рефлектирана од овој Божји свет во Библијата, треба време да се навикнеме на тој Божји свет, да видиме каде сме повикани да живееме. Втората работа за која не повикува Юджин Питерсон да читаме е да читаме со имагинација. Библијата не вклучува нас, не знам дали знаете, не вклучува секогаш. Пред некој ден, тоест пред 2 дена, дори ја читаше Јован 17 глава и таа беше молитвата која Исус ја моли пред да го фатат. И за дори беше една голема, како да кажам, големо откривање дека во самата молитва Исус не вклучува и нас. Не се само апостолите, туку и оние кои ќе поверуваат на нивните зборови. Исус се моли и за нас. Ние сме дел од Библијата. Библијата не вклучува нас. Мораме на библиската приказна да ја пристапиме со имагинација, за да разбереме дека и ние сме дел од таа приказна. Мораме да разбереме. Мораме да се впуштиме во тој свет на приказни и да се поистоветиме со ликовите од таа прекрасна приказна. Често Божјиот збор се сведува на кратки слогани. Посебно во денешно време отвори Инстаграм, ќе видиш многу слогани, многу како се кажат овие мемиња, да, мемиња во кои можеш да ги споделиш, многу брзи совети, што е Библијата, многу кратки дефиниции, што е Христос, кој е Бог, што е христијанството. И тие се прекрасни работи, одма ќе ги споделиш, нели? Многу стигови цитирани надвор од контекст, може тоа да го споделиш. Од Библијата извлекуваме апстрактни вистини честопати и ги постираме насекаде. Но Библијата открива Бог кој живее и делува помеѓу живи и нормални луѓе како јас и ти денес. Не е тоа апстрактна вистина. Библијата открива Бог кој сака да живее со луѓето и не само што сака, тој живее помеѓу луѓе како нас, јас и ти, во овој временски контекст. Нам ни е потребна таа имагинација за да можеме да влеземе во тој свет на Библијата, преминувајќи ги сите тие граници на времето, на просторот и наоѓајќи се себе си во средината на тој свет во Библијата, стојќи рамо до рамо со сите тие ликови кои се во Библијата. Од таму да учиме што значи да се биде Божјо дете. Не само некаква апстрактна вистина, не само некоја сува теологија, туку вистинска, жива вистина, која преку нашата имагинација ќе дознаеме уште бавно и со имагинација. Третиот пристап е преку молитва. Ние сме научени да читаме за да научиме некаква информација. Целиот школски систем се базира на ова. Читај книгата за да го положиш тестот. Со фани честопати се смееме до
крајот на средна школа мислевме дека учиме за тестот, за да го положиш тестот или учиш за своите родители, да не ти вика, за тоа учиш. Ти не размислуваш дека тоа го учиш ти за ти да научиш нешто, ти за твојата личност да се изгради. Отприлика денес така функционира светот. Научи нешто на брзинка, за да го положиш тестот и утре се до тоа да го заборавиш. И така понекогаш пристапуваме на Божиот збор. Целиот едукативен систем се базира на тоа кај нас. Така сме навикнати. Библијата примарно не е изворна информација. Таа е изворна информација, но не е примарно изворна информација. Туку таа е средство преку кое го слушаме Божиот глас. Таа е средство преку кој глас Бог ни зборува, Бог не благословува, Бог не укорува, не насочува, охрабрува, не исцелува. Библијата не е само начин на кој Бог ни дава упатства, туку е средство преку кое тој нас не оживува. Тоа е Божиот збор, кој ќе му пристапиме преку молитва. И четврта работа, му пристапуваме на Божиот збор во послушност. Послушноста не е популарна тема денес, воопшто. Ние сме навикнати и најголем дел од библиотеката која ќе видите што се продава насекаде како ти да бидеш сам свој мајстор, сам свој учител, како да стигнеш до врвот, ти сам да се бориш, да не ти е гајле никој друг што кажува, сам, не слушај никој што ти кажува, да не ти е гајле што мислат за тебе. Послушноста и не е некоја доблест денес. Секој ти си го тера својот бизнис и никој нема нерви за послушност. Замисли да бидеш послушен. Кој има нерви за таква работа? Нема ни време за таква работа. Денес ние сме бомбардирани со реклами, сами да се одлучиме и да си контролираме животот. Дури Библијата честопати ја третираме на тој начин. Седнуваме да ја читаме за да извлечеме нешто корисно што ќе можеме да го примениме. Читаме за да видиме што е корисно за нас, за мене, денес што е корисно во Библијата. Се обидуваме да ја искористиме за крајната цел да се поправи нашиот живот. Затоа читаме Библијата, да го поправиме животот. Као некој апчиње кој ти дават. Земи написе и тоа си. Сепак треба да се потсетиме дека авторот на Библијата нас не вметнува во неговата приказна, а не обратно. Не го вметнуваме ние Бог во нашата животна приказна, туку тој нас не вметнува во неговата приказна. Тоа е многу важно. Кога така ќе разбереме работава, нашиот пристап кон Библијата ќе биде различен. Нема да најдеш простор како да оставиш Бог во твојот живот, затоа што приказната која се одвива на платното е твојата животна приказна, туку ти си дел од Божјата животна приказна. И на тој начин ти ќе разбереш Исус кој ќе ти каже да го следиш. Исус не повикува да го следиме. Па ние или ќе послушаме, или нема да послушаме. Трета опција нема. Ќе послушаме или нема да послушаме. Со првиот чекор на следбеништво се влегува во светот на Божјото спасение. И ние сме далеко од опремени и паметни, едноставно да примениме неколку принципи и животот да не биде супер. Ние сме повикани во целост да го следиме, а тоа значи да послушаме верно за тоа што тој ни го дава, ни го кажува и ни повикува да го следиме дури и во непознатото. Веднаш кога ќе станеме христијани, мислиме дека само да ги знам правилата и ќе знам како да живеам. Тоа звучи на многу позната библиска приказна. Кој богатиот младич, кој мислеше дека му фали 11 заповед. И се вика, чекај малце, ајде го смениме текот на прашањето. Оди продај се и дојди следиме. What? И тука имаш две опции. Да го послушаш Исус и да го следиш, или да не го послушаш. Трета опција нема. Нема 11 заповед. Не сме ние толку способни само да научиме 2-3 принципи за да ги примениме во животот. Кога ќе дојдеш кај Бог, уствари, првото нешто што знаеш е колку ти во суштина не знаеш.
Првото искуство кое ќе дојдеш со Бог, ќе видиш дека твојата неспособност е толку голема, што тебе ти треба помош. Тоа се вика, првиот чекор се вика кајање. Кајањето во суштина значи дека ти нешто си посфрлил. Ти треба помош. По таа логика, на тој пат се продолжува само преку послушност. Послушност, знаејќи дека Бог го има тоа вистинското за тебе. Едноставно да послушаме. Човекот не живее само од леп, туку од секој збор кој излегува од Божјата уста. Тоа Кирил и Методи многу добро го знаеле. И затоа првиот потфат кој тие го имале е да направат писмо на кој јазик ќе ја преведат Библијата. Прво, единствено, првото нешто кое е напишено на тој јазик е Библијата. Колку добро го знаеле тој принцип. Од тука и од овој извор излегуваат и наредните два одговори кои Исус ги дава на искушението на сатаната. Второто искушение гласи вака: Тојаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на стрејата од храмот и му рече: Ако си син Божи, скокни долу, зашто напишано е: На ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен. А Исус му рече: Напишано е исто така: Не искушувај го Господ твојот Бог. Тука се случува нешто необично. Ѓаволот ја цитира Библијата. Воу! Ѓаволот многу добро ја знае Библијата. Он има илјадници години да го научи овој текст на памет. И кој да треба да изцитира некој текст. Што ја кажете на тоа, а? Како ќе одговорите на непријателот кога ќе ви пристапи со цитат од Божјиот збор? Тоа е малце потешко. Знаете, обично мислиме дека и некојаш искушенијата се многу очигледни, ќе кажеш: Аман бе, тоа е ептено очигледно. Но понекогаш искушенијата се многу прикриени. Тоа е второто нешто кој охридските светители го направиле. При враќањето од Моравија, Климент отворил универзитет во кој за време од 7 години имало 3500 студенти. Така е запишено во историјата. Универзитетот е место каде се учи како се користи, како се чита Библијата и како се користи Божјиот збор. И е место каде се учи како се чита Библијата. Бев на теологија и уште сум. Таму се учи една единствена работа: како се чита Библијата. Сите тие предмети кои ги имавме, целата таа пракса, се беше центрирано кон тоа како на вистински начин да се чита Божјиот збор. На искушенијата од сатаната Исус одговора повторно со Божјиот збор. Исус препознава дека сатаната го користи Божјиот збор надвор од контекст. Тој ги препознава тие збори. Иако тоа е цитат од Псалм. Колку само популарни христијански слогани и верувања може да се стават на иста линија на тоа како сатаната ја цитираше Библијата кога го искушуваше Исус. Цитати земни надвор од контекст, ветувања кои црквата ги прави, кои се надвор од контекст, кои немаат врска со библиската приказна, цитати од Библијата, но надвор од контекст. Колку само луѓето патуваат на разни места само за некакво исцеление, колку луѓе прават се во животот, градат разни куки, храмови, што е да е, само заради исцеление. И се тоа затоа што е земено нешто надвор од контекст, со цитати од Библијата. Учејќи како да ја читаме Библијата и како да ја проучуваме, учиме и како да се одбраниме од нападите на непријателот. Студирањето на Божјиот збор треба да биде важен дел од животот на христијанинот. На крај крајот, кога Исус ги прати апостолите, тој им кажа: одете и правите од сите народи што? Мои ученици. Ученици кои ќе го студираат Божјиот збор, кои ќе знаат да се одбранат на нападите од сатаната. И третото искушение гласи вака:
8 до 11 стих. Потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: сето ова ќе ти го дадам ако паднеш и ми се поклониш. Но Исус му рече: бегај од мене, Сатано, зашто е напишано на Господа твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служеа. Христијанската мисија, мисијата на црквата, да расте Божјото царство, да расте црквата, била мисија која имале охридските светители. Тие патувале надалеку, имале страшна мисија да отидат во народи кои воопшто не знаат ни нивната култура, ни нивниот јазик, да го научат, да го проповедаат евангелието таму. Нивната мисија географски се протега на огромна територија и тие неуморно работеле за словенските народи да станат Христови следбеници. Од тоа што го имаме читано, од тоа што го пишувале нивните ученици, можеме да видиме колку посветени биле тие на таа мисија. Третото искушение на Сатаната се однесува на наследството. Тој му нуди на Исус наследство, царства и слава. Сатаната ги нуди царства на светот и нивната слава за да ја добие твојата лојалност. И Сатаната секој што ќе го прави, ќе ти нуди царство, богатство ќе ти нуди, ќе ти нуди слава, само за да ја добие твојата наклонетост, твоето служење. Има едно големо откровение во Библијата. Ѓаволот ги нуди наследството и славата веднаш, само да му се поклониш сега. Но во Библијата откровението е следно. Како и апостолите во Библијата, во голем дел од списите на охридските светители, можеме да видиме дека нивната перцепција за себе е дека тие се слуги. Ти за себе не кажуваат некои возвишени зборови. Ти за себе кажуваат дека се слуги. Слуги на Бог. Во поглед на искушението кое го има Исус со Сатаната, кое верувам дека е искушение кое сите ние го имаме на еден или на друг начин, да го прифатиш тој статус на слуга, нешто на кој Библијата те повикува, а да го отфрлиш статусот кој Сатаната ти го нуди на слава и богатство, е луда работа. Кој не ќе да биде славен и богат? Кој не ќе да има комфор во животот? Кој не ќе да му биде, како да кажам, лававо во животот? Да не се замара многу. Нешто што Сатаната го нуди. А Библијата те повикува да станеш слуга. Но тука лежи зајакот. Како најголем дел од параболите, така и една од централните поуки на апостол Павле, можеме да видиме дека Библијата нас не повикува да бидеме слуги, кои подоцна стануваме синови. Во Божјот процес ние сега самоволно стануваме негови робови, за подоцна да станеме Христови сонаследници. Во тоа се состои мисијата на црквата. Нашето прокламирање и повикување на послушност кон Божјиот збор, значи придобивање луѓе кои денес стануваат Божји слуги, а кои еден ден ќе станат наследници на Божјиот обновен свет. Тоа е мисијата на црквата. Луѓето да му се поклонат на Бог Таткото, а не на Сатаната, искушувачот, човекоубиецот. Наследството на охридските светители во овој поглед е огромно. Вистински, тоа наследство да биде наше, ќе треба да направиме малку повеќе од славење именден и одбележување празник. Тоа е ништо. Нивното наследство живее понатаму доколку суштината на тоа наследство ја отвориме во нашиот живот. Честопати заеднината во оваа земја значи заеднината на оваа земја се донесува со прашањето што ќе ми даде леп утре. Одговорот на тоа прашање, со одговорот на тоа прашање ние ја одредуваме нашата иднина. Што мене ќе ми даде леп?
Не забораваат дека човек не живее само од леб. На тој начин на размислување човекот е спремен да го жртвува целото свое духовно наследство во замена за парче леб. На тоа те предизвикува ѓаволот. На тоа беше предизвикан Исус. Поклони ми се, ќе имаш царство и ќе имаш слава. Само поклони ми се. Прашање за нас. Дали ние сме упатени во таа долгорочна послушност во иста насока? Тоа е едно од важните наследства на кои сите ние сме повикани, а ги наследуваме. Можеме да го наследиме тоа наследство од овие луѓе кои неуморно работеле пред 1100-200 години. Оставиле тоа наследство. Долгорочна послушност во иста насока. Дали тоа наследство денес е во нас? Дали имаме таква посветеност? Дали го слушаме Божиот животодавен збор? Дали одвојуваме време? Дали пристапуваме бавно на Божиот збор да го читаме? Дали пристапуваме со имагинација? Дали во молитва дееме над Божиот збор? И дали Божиот збор го применуваме со послушност, за да ни дава живот и да не внесе во Божиот прекрасен свет? Колко тоа наследство е наше денеска? Клучно е за тоа наследство, ако биде наше, да можеме да го оставиме за следната генерација. Нешто кој ќе го зборува следната недела. Наследството кое ние го оставаме на оние после нас. Духовното наследство кое го наследуваме е големо. И тоа станува наше, докато го вистински го отвориме во нашиот живот. Читајќи го Божиот збор преку молитва, студирајќи го Божиот збор неуморно, вклучувајќи се во Божјата мисија, во која тој секој од нас го повикува да правиме од сите народи негови ученици. Тоа е вистинското наследство кое го имаме ние. Нека тоа наследство се отвори во нас. Нека на вистина тоа наследство стане вистинско во нас. Да не биде некоја абстрактна теорија, с некоја сува, безмилосна вистина, тоа може секој да го направи. Но Божјото наследство, кое можеме да го наследиме, е исцелително. И за нас, и за оние околу нас. Ајде се молиме. Татко наш небесен, Ти благодарам, Господи, затоа што не оставаш сами. Твојот Свети Дух е со нас, Боже мој. Татко мој, Ти благодарам затоа што во нашата историја Ти подигаш луѓе, чие наследство можеме да го наследиме, Боже мој, и да го живееме. И вистински тоа наследство да не направи христолики. Боже мој, центарот на Твоето наследство е Божиот збор. Твојот збор, Господи, од кого можеме да црпиме живот. Татко мој, помогни ни, Господи, тоа наследство да биде реално за нас, да биде вистинско, да го отвориме, Боже мој, и да го живееме. Луѓето кои се околу нас да го видат тоа наследство и да го посакаат да биде дел од нивното наследство, затоа што тоа наследство на нас ни дава живот исполнет со радост, со љубов и сите квалитети, Господи, кои те красат Тебе, Исусе Христе. Фала Ти, Господи, за се што Ти ми даваш. Јас те молам да останеш со секој еден од нас, Боже мој. И Ти благодарам за тоа наследство кој Ти го оставаш за секој еден од нас. Амен.